Од Сдруженијето на приватните лекари посочуваат дека пациентите постепено се вратиле во амбулантите, особено кога почнало да се враќа во нормала здравството по закажување на прегледи по принципот мој термин. И дека лекарите и вработените во ординациите се поизложени на опасност, затоа што заради закажување на термини често се случувало пациенти со температура да влегуваат во ординациите, значи тоа што претходно важеше да закажуваат по телефон од дома, веќе не се почитува. Најголем дел од пациентите се вратиле во амбулантите со лично физичко присуство, некои од нив и со висока температура, и дека опасноста демне и кај вработените во приватните ординации. Инаку, председателот на Сдруженијето на приватни лекари, доктор Лилија Чолакова-Древишова, посочува дека секој граѓанин, доколку почувствува симптоми, односно промена во своето здравје, телефонски да се обрати до амбулантите. Оно кое што можам да го кажам како професионалец е да ние сме отворени за соработка. Нашите пациенти ги имаат нашите фиксни и мобилни телефони. Се јавуваат од 7:00 до вечер до 12. Меѓутоа, од друга страна, таа посочува и дека доколку сите разговори се вршат преку телефонски пат, многу е можно нешто да се испушти. Пациентот ако има навистина поголеми тегоби, треба да дојде на преглед. Дел од работите не можат телефонски да се лекуваат. Ние сме професионалци, сме си избрале сами таа струка со љубов, така да сметам дека тука сме, отворени сме за работа. Секој еден пациент кој што има здравствени проблеми треба да се упати во нашата ординација. Бидејќи, верувајте ми, а некогаш ако само телефонски ги водите работите, може да се испуштат некои нешта. Препораките кои што ги упатуваат до граѓаните матичните лекари се носењето на маски и почитувањето на мерките за заштита од коронавирусот.